Почитувани медиуми, почитувана јавност. Скопје повторно се гуши во ПМ честички. И оваа година, како и сите претходни, рушиме рекорди во загаденост. А властите, освен празни ветувања и паушални изјави, не нудат никакви конкретни мерки за решавање на овој повеќе деценијски проблем на скопјани. Партиите на власт се менуваат, проблемот со загадувањето останува. Јавниот градски превоз е колабиран, нема нови еколошки автобуси, а јавното обвинителство речиси 3 години не ја процесира кривичната пријава против цементарница Усија која што ја поднесе градот Скопје. Затоа јавно прашуваме до кога профитот и партиските интереси ќе бидат приоритет пред здравјето на граѓаните. Ние како советничка група на Левица во Советот на град Скопје денеска до надлежниот инспекторат за животна средина на градот Скопје поднесовме барање со кој што бараме да се изврши вонреден инспекцијски надзор врз цементарница Усија. Исто така поднесовме како советничка група низа на амандмани со кои што предлагаме конкретни мерки за сузбивање на загадувањето во градот Скопје или сузбивање на последиците од истото. Предложивме амандман за субвенционирање на прочистувачи на воздухот за граѓаните, за субвенционирање за поставување на филтри на оџаците на граѓаните, за набавка на еколошки билборди и многу други. Иако дел од овие амандмани ги поднесовме и минатата година, за жал ниту советниците на СДСМ, ниту советниците на ВМРО-ДПМН не гласаа за истите. Исто така се надеваме оваа година дека ќе се надминат себе си и дека ќе дадат поддршка на овие амандмани со цел истите да се имплементираат за буџетот за наредната година. Исто така, како политичка партија, Левица дава поддршка за протестот кој што е организиран во четврток во 18 часот пред цементарница Усија и се надеваме дека конечно апелот на граѓаните ќе допре до властите да се разбудат од зимски сон и да понудат конкретни и трајни решенија за решавање на проблемот со загадувањето во Скопје, бидејќи здравјето на граѓаните е пред се. Благодарам. Јас имам прашање. СДСМ побара вонредна седница во град Скопје. Дали вие планирате да побарате или дали можеби ќе ги поддржите? Ние дадовме поддршка за вонредната седница, колку што можев да видам до пресот. Мислам дека се собраа потребните 15 подписи за одржување на вонредната седница, така да на потеќе сега претседателот на Совет да ја свика вонредната седница. А какви мерки сметате дека треба да се преземат со цел да се намали загадувањето? До сегашните мерки гледаме дека не го даваат постакуваниот резултат, така да потребни се конкретни мерки, пред се треба да се дислоцираат или да се најдат решенија за најголемите загадувачи во градот Скопје. Значи тоа е индустријските капацитети, тука не можеме да префрлиме вината на граѓаните, знаеме кои се најголемите загадувачи. Потоа треба да се реши јавниот градски превоз, значи со нови еколошки автобуси со што ќе се стимулираат граѓаните да идат со јавен градски превоз наместо со автомобили, со пошумување, позеленување, со филтри на оџаците на граѓаните кои што се горат, кои што се топлат со огрев. Има многу мерки, само треба да се има волја и желба да се имплементираат.